Озвучуваме оваа книга Гимназиум од Тихомир Стојановски, која е пишувана пред четврт век, 25 години. Како ја размножувавме умноста. Скопје, издадена Македонија, Скопје, 2003. Тогаш едицијата се викаше Лицеум, денеска се вика Крвта Исусова. Текстовите се објавени во Лик, весникот Нова Македонија, што издавуваше во среда од 27.2.1999 до 21.3.2001 година. И во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните 3 текста се објавени во списанието комплетна. Тоа е таа книга во која ние почнавме да ги биеме македонските битки, како што гледате. Дури сега се гледа што се случува во Македонија. Со сите тие договори, притисоци што се вршат од една сатанска стратегија да се избрише Македонија. Затоа што веројатно ги подсетува на Исус Христос. Тоа се тие состојби. Читаме 190 страница. За жал, ништо не е научено, не е променето. Одвнатре во Македонија се цензурира македонистите, луѓето кои имаат срце да ја бранат Македонија без никаков надоместок. Им се укинаа сите средства и сега дојдоа, например, нашите соседи, постмакедонски идентитети, болгари, грци, албанци и сите други натосани европејци. Дојдоа кај нас. Видете, на Кумановската бара. Ја допре светоста. Го донесе својот Дион на мајката сцена. Разглаголи. Древно, нашки, македонски. Велик како планината. Олимпски. Го раскина зборот. Го распна на празнината. Болката траеше. Значи, олимпски. Олимп, планината, не Олимпија, некој село таму, прудол. Режисерот рече дека тоа е актер кој најубаво молчи на сцената. Драмскиот автор рече нешто кое одзвони. Само Македонија да не ја споменеме. Само Македонија да не ја споменеме. Победи на тој конкурсот за драма и сега бидна првата ноќ. Има многу гугутки. Никогаш немало толку многу гугутки, рече сценскиот воин. Присуство кое ја коренува вашата болка за земјата ни. Беше тоа сценска хекатомба на мајсторот актер, на неговото величество, посвета, завет, зададена коп која ве гони да се втурнете во актеровата литургија. Беше Дион, светиот македонски град, каде беше роденијето на европскиот театар. Го донесе македонецот, Александар Ѓуровски, на театарската меѓа. Мегиник, граник на душата. Штом ќе заврши представата, театарската критика си го капе црвчето во Кумановската бара. Нели историјата ги понижува пишувачите, оние кои шкрабаат, оние кои пишуваат со своите моливи наместо со умот. Служба на глупоста. Само Македонија да не ја споменеме и ќе победиме, рече. Жири комисија за текстот беше еден древен македонски сценски воин, Петре Темелковски. Неговата вистина ќе ја раскажам потаму. Владимир Светиев танцува во деноносиски ритам, пресоздавајќи го своето сценско оро во чувствена метафора. Нема потреба од зборување. Нели се работеше за немуштиот јазик. Ископај 2 гроба на мајката сцена, продолжува Александар. Некаков дзунин дзунеше, ламиосува кутриот Ицо, го здоболува зборот. Колку пати зборот Македонија се споменува во текстот, опита кутрата душа. Ми одговорија дека Балканот е Македонија. Не е така. Македонија е Македонија. Додека критиката си го плакнеше црвчето во Кумановската бара, двајца македонски велики актери, Александар Ѓуровски и Владимир Светиев, возродија хекатомби. Жртвеник на мајката сцена. Имаше прва вечер на сцената, немуштиот јазик, премиерата. Хекатомба, дзирни задзуни во речниците и ќе го препознаеш зборот.
Речник на македонскиот јазик, трета книга, страница 490 со српско-хрватски толкувања. Зборот хекатомба кај старите грци, голема жртва од 100 вола или бика. Младите грци и старите македонци. Додека старите кумановци беа отишле кај старите атинци, зборот Грција од 1830 па наум им дарувале 3 бандери за возврат на тумбата. Нели познатата изрека кумановска куде тумбе 3 бандере? И така зборот тумба се воведе во македонскиот јазик. Археолошкиот термин е македонските тумби, Macedonian tomb, и на латинизираниот англиски јазик зборот е tomb. Го разменија зборот за 3 бандери. Тие, старите кумановци. Денте имаше изложба на македонските копаничари во домот на армијата. Етен друг Александар од Охрид ги изложи своите резби. Филип II, Александар Македонецот, чини живеат во дрвото и ќе продумаат. Режисерот рече нешто за молчењето. Победникот на конкурсот за македонската победа потребно е само да се истави, да се шутне зборот, да се исклоца. Македонија, потреба за потврдување на великоста. Потреба на народите на македонскиот полуостров да се биде голем и славен. Македонска работа. Како деца кои плачат по својата мајка Македонија. Зборот тумба е македонски, освен ако не тврдиме дека старите кумановци го замениле за 3. За бандерите. Некои пишувачи си ги бањаат црвчињата во барата. Посебно кога се работи за заборавениот збор, за оние кои можат да победат. Македонија, збор кој треба да се исврли за да се победи. Така рече победникот. Петре Темелковски знае друга приказна. Во театарот Центар 2 мина велики актери македонци Александар Ѓуровски и Владимир Светиев ја донесоа својата хекатомба. Ме убедуваше еден од службениците на нашава земја да конкурирам со текст за филм, да напишам сценариум под друго име, бидејќи јас сум бил под наблюдување. Од кого? Од нашите. На театарот му ја потврдија светост Александар Ѓуровски и Владимир Светиев ја донесоа својата хекатомба. Донеси ја и ти, брате и пријателе, болка и метафора, литургија на славниот македонски театар. Тогаш го доживеав Дион на мајката сцена. Дион, светиот македонски град, каде што си има родено македонскиот и европскиот театар. Требало да се исфрли зборот за да се победи. Мислам дека се работи за поразение, за состојба на соцреализмот, за сатанска доктрина да се избрише Македонија. Го донесува Дион на сцената. Порасна 2 мина свети македонски актори во хекатомбата на театарот Центар. Радосен сум што можам да се огледам во таа света литургија. И не го исфрлам тоа древно и свето именување. Македонија, македонец, благодатта Божја дадена на црквите македонски апостол Павле. Дела апостолски, 16:9. И на вистина има многу гугутки, многу, никогаш немало толку многу гугутки. Присуство кое ја бранува вашата љубов кон земјата ни. Историјата повторно ќе ги победи и ќе ги понизи препишувачите македонци мои. Тој систем на цензура, на исфрлање, значи внесени луѓе, сатанска доктрина веројатно ги нервира на духовно ниво. Зборот Македонија, бидејќи е запишан, избран, во слово кое не се брише. Како и Израел, тоа се двата сведока кои ќе бидат убиени, ќе воскреснат, како што пишува во Откровение, тоа е друга трема, 193 страница, читаме: каде си земјо моја, каде си Македонијо? Некој молеше, редеше на глас. Александар го допре по главата, го погали, го поткрена, влечејќи го за косата и го исправи. Македонецот се крена. Се погледнаа во очи. Цар и македонец. Голта плунка ја потисна солзата. Ех, каде си Македонијо? Половина паднавме од жегата, од жетта, така простум го прегарнувавме топлиот песок. Не баре нашата заборавена мајка,
Македонија, заспивавме на светата земја, нашата татковина, зборува за преминот во пустината Гедросија. Еден пешадер се довлечка до царот. Во наушијата ја подаваше последната голтка од водата. Вода, Александре, само за тебе, му ја подаде. Сакаше да дарува на царот. Шепнеше. Лицето му се згрчи. Болката тлееше, ја подаде раката. Ја позема македонската шапка. Македонците помислија дека Александар ќе се напие. Царот стоеше исправен, простум и велик како и секогаш, кога требаше да се истрпи искушението. Се сети на Аристотел, учителот. Царскиот пример е огледало на народот. Водачот мора да постапува како и народот. Ги истори последните капки со вода. Песокот ја голтна течноста. Пи, чужда земјо, помисли Александар. Војниците зграгорени го гледаа. Кога македонците се жедни, ниту царот нема да пие од водата, им рече. Добија сила да се кренат од премареноста, бродеа по пустината. Каде си, Македонио? Пишуваа по вечноста со својата верба, духот и крвта. Деновиве се отвори уште една високообразовна институција во нашата татковина. Универзитетот во Танушевци. Тоа е доказ за демократијата на нашата земја да послужи како пример и за останатите универзитетски македонски простори. Дур до Солуна. Паднаа и 3 жртви. Се стори курбан за општо универзитетската атмосфера. Професорите, ректорите, спремните студенти, асистенти обучени абсолвенти, снајперисти, геги и качаци, јуначи на трговци со жени, оружје и дроги, застрелувачи на милиционери, отсеци на илиризмите и пизмите на тосано европејство, кој го спасува светот од Слободан М и од арнаутите, Косово дур до Солуна, дур до Атина, ураниум на Гранче, словенковци, молители на кредити, индијци кои ве онадуваат за парички, увоз на косовари пред избори, наблюдувачи кои прават сообраќајни несреќи, народ кој ви се сели, насели, пресели за навек, поранешни штрајкувачи кои пивкаат по парчињата, настрвени македонци едни против другите, срамни имиња и знамиња, грчки капитали, български родолюбковци, тројките на Тморо, партиски книшки за решавање на приватни желби и други евроатлански и евроунијатски придобивки на демонкратоидноста. Или, например, чекачи на визи пред грчките конзулати и други македономрсци. Каде си, Македонио? Некој редеше лекаше на глас. Македонскиот цар одби да пие вода во пустината, бидејќи немаше за фалангата. Македонските политичари може да научат нешто од царскиот македонски пример. Ништо не е посвето од татковината. Ништо, ниту партијата, ниту самите тие. Оваа света земја натопена со гибелта и крвта не заслужува да биде трговска сделка на некаква лажна глобална поделба на светот, на поднебесните сили на злото на овој век. Валканиот грд лажен свет кој ни ја довлечка својата смртоносна болка, распаѓање на семејството, одродување, безчувствителност, трговија на се и се што, пазар на светото и клетото, погрешно толкуван македонизам и лажна смрдлива историја. Каде си, Македонио? Царот ја истори водата во пустината. Македонците продолжија да чекорат по царот. Некој од нив за секогаш ги оставија коските во Гедросија пустината. Беа тргнати да го обединуваат и ослободуваат светот. Ги водеше Александар Македонецот, нашиот цар. И навистина, ако нему не му успеа со сета светот с благословеност и посвета, зарем тоа ќе им појде од рака на овие мутанти и сејачи на ураниумско зло и помор. Вникнете им во лицата и ќе засмрди злото. Чума, гроза, јавачи на проклетилото. Каде си, Македонио?
Погледнете под доблесно и под маските на учтивост, ќе ја препознавате нивната сатанска бедотија. Македонците повторно ќе владеат со светот. Така наскрбил настраданиот јасновидец. Но јас не сум пророк за да ви го соопштам тоа, ниту архангелот Гаврил. Ке дојде и тоа сонце, македонци мои. Царот би го срамнил тоа селце од лицето на земјава за да се научи погрешно прочитаната историја. Танушевци, уште еден универзитетски ѓаволски центар. Сите доктори и магистри на куп. Сета наука под рејата на ураниумот. Само нема кој да ја истори водата во пустината. Не, Данска не е повеќе затвор. Таа е една ништожна пустелија. Тампон простор. Ураниумска зона. Каде си, земјо моја, Македонија? И одиме уште еден текст. 196 страна ја озачуваме оваа книга. Денот на македонското сознание. Македонецот рече дека црквата е во самиот. Господ Бог е во самиот. Во самиот човек. Потоа станавме, просто ми се лееја пеаните. Македонската химна. Каметот не издржа. Ме опита што е тоа. Му ја кажав вистината, тој стана и кини се прудолу. Македонските пејани долго до мугрите ја бакнуваа планината. Незините мајчински боски скутници, росата на поповите ливади, солзите на повредените, на посветените, на благословените, на народот Аристотелов и Хомеровото стадо Божио, Папас Чаир. Место каде убија еден цар, македонецот, пиринската гордост, здивот на војводата ни ја жари душата, четите на Јане, безтелесната војска македонска. Песните стануваат солзи, солзите мугри, мугрите го несат денот и јасното слонце, дено носи, ден донеси, раздени, наддени, денуваме во Хаджидимаво. 6 километри подолу на кај Белото море има уште едно парче од земјата, Егејската. И тебе те застрелаа, брате Димо, во македонската гибел. Те стрелнаа, многу солзи и крв оваа земја чува. Црвените графити на белите камени стени крај друмот пред Благоевград, ВМРО. Еднаш, два пати, црвени како крвта македонска, 3 пати. Чествувањето пред гробот на царот мина со леко. Првиот ден беше Јордан К со Љубиша Г. Вториот ден Омоилин Демпирин. Секој со своите, нашите, македонците. Еден македонец ни рече дека 70 од 100 биле македонци за време на руско-турските војни. Така е создадена Болгарија, по етимолошкиот речник, смеса, смешани, измешан, се избугари работата. Нашата помлада посестрима. Нели сме еден народ, нели сме, ако е така, зошто тогаш не им се дозволува на македонците да имаат графа македонец за пописот? Кој се бои од пописот? Ми рече Чичко Иван Сингартиски, дедо Иван. Кој? Нели сме еден народ, едниот народ се бои. Омоилин Демпирин беше регистриран од Софитскиот суд цели 48 часа. Велеа дека се работи за грс народец. Кога ги видоа 240 делегати на Конгресот, се исплашија. Судот ја укина регистрацијата после 2 дена. За малку ќе беше светото македонско тројство, со третиот ден. Потоа се судиме во Страсбург, со единиот народец. Денот трети заминуваме на кај Републиката. Театарот Скрби утех одигра 4 представи во Мосомиште, Лески, Хаджидимово и Коприлјани кај македонците во Бугарија. Не покани читалиштето Никола Јонков Вапцаров од село Мосомиште, недалеку од Гоце Делчев. На митницата не пуштија како да сме дома, ни посака убава представа. Така треба да се постапува и во однос на пописот и македонските граѓански права. Така најдобро ќе се обедини единиот народ по Божијата волја.
Една македонска вечер после представите кога се лееја македонските пејани му реков на кметот дека србите, бугарите и македонците се еден народ. Потоа ја запеавме химната. Ме опита која е песната, му одговорив, се исправи, просто ми ја дувна, си замина. Пред тоа го каже истото, на Балканот живее еден народ. Но кој народ, не праша сите? Мислиш на македонскиот полуостров, кој народ, му одговорија, македонски. Еднаш, два пати, три пати, повторно пеаните беа во деноносии, три пати, замина кметот. Не е лесно да македонствуваш. Во магерницата на Рилскиот манастир Свети Јован се фреско живописани тројцата филозофи како единобожци: Сократ, Платон и Аристотел. Дзеус, врховниот бог со 12 олимпски богови, Александар со 12 генерали и вечниот цар на Македонија Исус Христос со 12 апостоли. Некој рече дека и старите македонци биле еднобожци. Во кафулето кај Милко за црквата Свети Никола паднаа солзите и прегратките за разделбата. Пред тоа го гледавме честувањето на Омо Илинден Пирин пред гробот на Јане и филмот Бакни го сонцето останува дел од нас за секогаш кај македонците во Пиринско. Од пред 15 дена бугарските државјани можат да патуваат без визи во Европата и во Егејско. Никој не им бараше да прават мултикултура и мултичка заедница ним. Добро размислете зошто. Нам ни е потребен цар да се кренеме со духот. Ете Александар, кога тргнуваше на Персија, која деновиве дојдена во Македонија, го раздели сиот свој имот и остана само со својата верба и надеж. Откажување од материјалното, стоицизам, духовно величие, собствен пример, откажување од материјалното, стоицизам, духовно величие и собствен пример. Не може царот да биде богат, а народот сиромав. Не може политичарот да биде богат, а народот сиромав. Не може, барем кај македонците. Таму се таеше македонската сила. Граникот повторно го минавме со леко. Дома не чекаа рововите на Липково, платените војни на албанските персијанци, натосаното европејство. Остатокот е заколнението на Нострадамуса, македонци мои. Ке дојде денот на конечното македонско сознание. Македонци, еј македонци, нели црквата, храмот е во самиот човек, во самиот предводник и цар, или Бог не живее, таткото, во ракотворни храмови. Може да живее во твоето срце. И затоа, Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Се молам за бугарските, грчките, албанските, српските и сите натосани европејски политичари да не ја негираат Македонија, да не влегуваат во сатански стратегии на ширење омраза. Да ја остават Македонија, зашто Македонија му припаѓа на Господ Исус Христос. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Не за сатаната и смртта, да за Исус во македонскава земја и насекаде во секое срце. Амин до Царството Божјо. Македонија не можете да избришете. Таа е запишана во Светото Писмо, во Словото кое не се брише. Исус не создал, не именувал со Таткото Небесен. И тој е царот на македонците. Македонија е земја Исусова. А вие што мислевте? Сатански платеници. Не за сатаната и смртта. Да за Исус во Македонија. Амин.